Информациите за актуелниот претседател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп не стивнуваат. Она што македонските, регионалните и светските медиуми го пишуваат дека група тинејџери од Македонија, поточно од Велес, се обиделе на некој начин и релативно да влијаат врз изборот на Доналд Трамп. Американските, односно преку најразлични интернет сајтови и фейсбук страници се обиделе да пласираат информации од американски сајтови со измислени содржини со цел да го поддржат Доналд Трамп. Повеќето од стотина американски сајтови поддржувачи на актуелниот републиканец тврдат дека се од Македонија. Односно тоа го тврди BuzzFeed.com, а исто така информацијата дека станува збор за информација на милениумот ја потврдува worldpolitics.com. За подетални информации поврзани со ова вест предлагам да го слушнеме прилогот на мојата колешка Елена Тарчуговска. За време на претседателската кампања во САД, но особено по прогласувањето на Трамп за иден претседател, во јавноста се расшири приказната за велешани кои изработила бројни интернет сајтови и фейсбук страни за промоција на Трамп. Тинејџерите од Македонија сфатиле дека ова е едноставен начин да се направат пари, па пласирале вести од американски сајтови, но измислени содржини во полза на републиканецот. BuzzFeed анализира колку македонците се заслужни за победата на Трамп. Се анализира и моќта на интернет порталите и социјалните мрежи да објавуваат непроверени информации за сметка на традиционалните медиуми и професионалниот начин на известување. Џон Матес, адвокат и поранешен новинар и советник во Советот за истраги на Американскиот Сенат, ги истражувал фейсбук профилите кои ги промовирале лажните вести, интернет порталите и нивното потекло. Открил дека овие портали биле водени од луѓе од Велес, но имали директно влијание врз победата на Трамп. Во периодот откако на Хилари се слоши и изгуби свест пред камерите, нашата фейсбук група беше преплавена со лажни статии исполнети со омраза кон Хилари. Луѓето ја обвинуваа Хилари за убиство на опонентите, а беше и пишувано дека во јавните настапи користела двојници. И други американци се жалат дека имале лошо искуство со спамерите од Македонија. Бројот на невистините вести станал толку голем што собственик на 10 интернет портали од САД ги контактирал BuzzFeed, за да го изрази своето незадоволство од македонските про-Трамп спам фейсбук групи. На оваа тема се огласи портпаролот на Фейсбук, кој истакна дека лажното представување на социјалната мрежа е против политиките на компанијата и за таа цел тие имаат формирано посебен тим кој посветено се занимава со откривање и блокирање на лажните профили. Од Фейсбук исто така изјавија дека содржините за кои ќе биде утврдено дека се лажни или неточни, добиваат намалена дистрибуција на Фейсбук, независно од тоа дали потекнуваат од групи или не. Сепак од компанијата исто така потенцираа дека оригиналниот пост останува онлайн, се додека администраторот на групата не одлучи да го отстрани. Колку и како социјалните медиуми влијае на претседателските избори и колку претседателските кандидати успеа преку социјалните мрежи да направат само промоција, разговаравме со македонскиот експерт за социјални медиуми Бојан Кордалов. Предлагам да ја слушнеме неговата изјава по ова прашање. Кандидатката на демократите Хилари Клинтон на почетокот севкупно, вклучително на социјалните медиуми, водеше кампања која што беше фокусирана кон себе промоција и кон промоција на незините политики, додека после одредени критики и совети таа ја насочи, ја промени кампањата и се одлучи да вклучи огромен број на јавни личности и огромен број на гостувања по шоуа и други места каде што ја представуваат како секојдневно обична личност. Тоа се рефлектираше на социјалните медиуми, тоа беше генерално линијата и стратегијата која што таа ја водеше. Од друга страна, кандидатот на републиканците и новоизбраниот претседател на САД Доналд Трамп користеше кампања во која што се наметнуваше со своите атрактивни, интересни или провокативни ставови, кои што многу често поларизира и го насочува вниманието, па на некој начин може да кажеме дека токму тоа беше тајната да тој го сврти целосно вниманието или во најголема мера на сите кон себе, секаде, а особено на социјалните медиуми. Во таа насока тој користеше многу кратки твитови и Facebook статуси од други влијанија на социјалните медиуми до 140 карактери, меѓутоа и многу кратки видеа до 1 минута.
Разврската за оваа информација ќе оставиме во рацете на надлежните да одлучат сепак дали оваа група на тинејџери од Македонија имаат некакво директно или пак индиректно влијание врз победата на Доналд Трамп.